такви, не, во рета. Апсолутно премиерот нема потреба да влезе кога употребува такви зборови, едно непочитување колишки пратеници во ова собрание. За мене е најмалку важно дали тој истиот ќе биде присутен или не во оваа сала, затоа што ако веќе присуствува, тој би требало прво што треба да направи да се извини кон сите колишки пратеници, особено кон колешката Стаменковска. Но она што е тема на дневен ред денеска, и затоа ќе се обратам до македонската јавност, до медиумите ги гледам тука, до колегите колишките пратеници, но никако до некој кој што требаше да биде премиер за сите граѓани и да донесе живот како што ветуваа, меѓутоа многу брзо тоа го заборави од како ја добија власта, моќта, а очигледно и средствата кои што прилично солидно ги користат и тој искористувајќи ги националните ресурси. Имено, ние веќе повеќе од 10 дена овдека дискутираме за нешто што е извор на партиски бизнес интереси, и тоа кадровски политики. И кога ќе ги погледнете, овие чинам дека се 4 кандидати за министри и ресорите кои што тие треба да појдат, само уште еднаш се потврдува неуспехот или признавањето на неуспех на оваа влада. Имено станува збор за министерства кои што се носуваат на Министерството за правда, Министерството за здравство, Министерството за информатичко општество и администрација и Министерството за животна средина и просторно планирање. Чинам дека добро сите не служи меморијата и многу едноставно може да се провери само доколку едноставно се отвори програмата на Социјалдемократскиот сојуз тоа време и програмата на владата, дека тие, впрочем, ветуваа резултати, ветуваа успех, ветуваа подобрување на овие сектори. Имено, замислете, со право денеска граѓаните и сите ние овие денови го поставуваме прашањето како некој кој што буквално внесе колапсно во овие сектори, сега за 10 месеци би испорачал било какви резултати. Тоа максимум 10 месеци. Замислете како предложениот кандидат би донел реформи во судството и правосудството, кога таму веќе 6 години граѓаните само потврдуваат дека довербата во истите овие институции е 3 до 4%. Имаме колапс во правосудството и судството, замислете, а сега за толку краток период верувам дека никој дури ни од парламентарното мнозинство не верува дека би можело да се испорачаат било какви резултати. Замислете како министерот за здравство може да донесе реформи во здравството. Па здравството и образованието се најпогодениот би рекла столб во Република Македонија и тоа тенденциозно се руши сите овие 6 години. Здравството, не треба многу јас да говорам, доволно беше протестот на здравствените работници. Докаде сме со изградбата на клиничкиот центар. Замислете, за жал во оваа држава губиме луѓе заради тоа што имаме недостаток од лек или до толку повеќе ни се случува родилки да ни починат во 21 век од сепса. Што понатака би требало да се каже, или па дали некој би верувал дека предложениот кандидат би можел да воведе или да го подобри здравството. Навистина, дури ни најскапите пиар алатки на Социјалдемократскиот сојуз не можат да убедат никого во оваа држава. Или пак министерот за информатичко општество и администрација. Па ве молам, само денес ке ве прочитавме дека е хакиран судот во Охрид, чинам. Ние со месеци зборуваме за хакирани институции. Со години не видовме ништо од дигитализација, освен оние фамозни, замислете, инвестиции на господинот Зоран Заев во однос на Facebook и кој што беше Google, толку од дигитализација, нешто што е слушнато најверојатно дека постојат како социјални мрежи. Ве молам, дали овој министар би можел да ги намали редовите кои што се создаваат со денови, со месеци, со 6 години пред институциите, каде што граѓаните не можат да се ги извадат ни личните документи. Верувајте дека овој министар нема ни да доведе, ни да внесе, ниту пак да го подобри, ниту пак да направи да функционира системот на заслуги или мерит системот, заради тоа што и Државната комисија за спречување на корупција потврдува дека во Македонија имаме највисок степен на непотизам, кронизам и партизација. Понатака, прво, навистина, кога ќе прочитам дека е номинирана жена во однос на владата, на извршната власт, најчесто
и секогаш ќе го поздравам тоа како момент, заради тоа што чинам дека сите барем во даден момент веруваме дека треба што се повеќе да има и жени представнички покрај младите во собранието, во законодавниот дом, во извршната и во сите полиња на носење на одлуки. Меѓутоа ме загрижува заради тоа што сепак кога зборуваме за правото, пред правото сите сме исти, ме загрижува што токму со ова лице кое што е предложено за министар за животна средина и просторно планирање, се поврзува и предлог законот за увоз на опасен отпад кој што патем е забранет во Европската Унија. Но се надевам дека во незиното функционирање ќе може да не демантира, иако до сега истата не излегла со конкретен демант или прес. И дека оваа влада и ова парламентарно мнозинство прилично се сензитивни кога доаѓа дури конструктивна и аргументирана дебата од опозицијата. Ќе се послужам повторно со анкетата која што излезе денес, која што јасно кажува дека граѓаните во Република Македонија сериозно се загрижени за состојбите, сериозно се загрижени за економските проблеми со кои што се соочуваат и како истите би ги надминале, и сериозно се загрижени со недостатокот на борба со корупцијата и криминалот. Замислете, дури повеќе од 60%, односно поточно 62% веруваат дека Македонија се движи во погрешна насока со ова парламентарно мнозинство, односно со оваа влада. Или уште поточно, ако сакате, само 10% од граѓаните сметаат дека државата би можела или се движи во позитивна насока. А дури 2/3 од испитаниците не очекуваат, односно никакво подобрување во економијата под палка на оваа влада. Сериозни проблеми со кои што се соочуваат граѓаните ги имаат набројано, а за кои што оваа влада не испорача никакви резултати, можете да ги видите во анкетата. Граѓаните сериозно се соочуваат со нефункционалност на системот, на институциите, се соочуваат со борбата со корупцијата, со невработеноста, со инфлацијата која што замислете е повеќе од 17%. Тука не би додала и дека би можела многу повеќе да зборам, но нема доволно време, и за падот на индустриското производство. Сериозно се загрижени со покачувањето на цените, со нефункционалниот здравствен систем, со образованието и колапсот што се случува во образовниот систем, или она како што е наведено во анкетата, нефункционалноста на образовниот систем. Па вие замислете, ние се уште сме држава во Европа каде што немаме апсолутно за оние кои што треба да бидат наша иднина учебници, а не би можела ни да зборувам ниту пак за иновативни центри или научно-истражувачки центри. Апсолутно се што ветуваше оваа влада навистина не успеа да испорача, и затоа со сигурност, како што тоа беше и на локалните избори, така ќе биде на првите следни парламентарни избори, ќе бидете санкционирани од граѓаните. Ви благодарам.